Добар ден! Следите неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски. Министре, започнуваме со една тема која што беше прилично актуелна подолг период, а тоа се лажните дојави за бомби. Здивнавме одреден период, немаме такви вести, или можеби само јавноста не е запознаена дека има повторно мејлови со лажни дојави за бомби. Дали во меѓувреме продолжија да пристигнуваат можеби сомнителни мејлови од VPN адреси од Русија и од Иран? За нас беше многу важно безбедноста на граѓаните, на учениците, на наставниот кадар да биде на највисоко можно ниво и во тој дел апсолутно не е променето ништо со протоколите. Значи, безбедноста мора да се очува на едно високо ниво. Вчера поднесовме една кривична пријава против еден малолетник и практично навлегуваме во една група на лица кои што учествувале во праќањето на дојавите по електронски пат. И токму користење на VPN адреси и така натаму, и сме во, би рекол, позиција во која што за многу скоро време целата таа група ќе биде комплетно разоткриена, поднесени кривични пријави за извршување на делото тероризам. И ова како појава на нас ни овозможи практично да направиме и промени во делот на протоколите за постапувањето. Нели можеше тоа во однос, дали се протоколите или какви да се други мерки да се направат порано, за да не се изгуби толку време? Имаше период на вистина во кој што се изгубија многу часови учениците, стресови, нервози за родители и така натаму. Зошто сега тоа функционира, а претходно со месеци не функционираше? За секоја работа треба да има добра подготовка. Требаше повеќе време за да ги видиме праксите, за да заседава Советот за координација на безбедносните служби, за да може оперативниот тим кој што се формираше да изработи предлог вакви мерки, да се достават тие во Министерството за внатрешни работи, да се изработи целиот тој пакет на протоколи и да бидат донесени. Индикативно е како од моментот на донесувањето на новите протоколи, од утре дента имаме сериозно намалување или престанување воопшто на дојавите. Тоа само укажува дека интензивно се работеше не само кон подготовка на процедурата, туку и во делот на истрагите. И ние практично ја детектиравме таа криминална група која што се занимаваше со ваквите дојави, за голем дел од дојавите, за поголем временски период во кој што и за повеќе институции во кои што беа дојавите. Секако дека постои и другата тенденција, а тоа е тие геостратешки интереси кои што се испреплетуваат во државата. Групата која што ја спомнувате се однесува се работи за државјани, македонски државјани? Да, ние поднесовме, напоменам на почетокот, кривична пријава вчера против едно лице, малолетник, меѓутоа се работи и на една друга група која што меѓусебно се поврзани во однос на дојавите. Така, се однесуваат само за дојавите за бомби. Затоа што не се само дојавите за бомби, имавме ние ситуации со многу, така наречени сајбер напади, на кои што беа ранливи многу институции, државни институции, дел од министерствата. Дали некоја од тие истраги има исход и се правили нешто во насока на превенција од некој сличен таков хибриден напад во иднина? Истраги се водат за сите овие институции во кои што имаше хибридни напади. Има ли напредок? Има сериозен напредок, се добиваат податоци, информации. Самиот факт дека треба овие податоци да ги обезбедиме преку меѓународна правна помош говори и за тоа дека треба да има и подолго време од овој аспект. Преминуваме на уште една тема која што исто така сериозна. Во последно време забележуваме, гледаме дека се случуваат полициски акции со приведувања на лица кај кои е пронајдено дрога. Министре, имате ли сознанија колку е достапна дрогата до младите и како се доведовме до ситуација да влезе дрогата и во основните училишта и да дел од тие актери се наставници?
Таа војна која што ја води Министерството заедно со јавното обвинителство резултира со многу случаи во кои што имаме не само детектирано, туку разбиено криминални групи, банди кои што се насочени кон продажба на дрога. Ние практично овој изминат месец имавме оперативна активност на територијата на целата држава, токму на сузбивањето на уличното дилерство на дрога. Исклучително сме насочени кон разбивање на вакви криминални структури. Знаете за акцијата Безбедно лето, која што даде извонредни резултати во делот на намалувањето на криминалитетот и откривачката дејност. Сега одиме со втора акција, тоа е Безбеден град, која што е насочена токму кон тие криминални структури и криминални групи, и тука интензивно ќе работиме во континуитет, се со цел да мирот и спокојот на граѓаните бидат на едно високо ниво. Го спомнавте Безбеден град. Токму за Безбеден град имаше обвинување и се уште има од опозицијата дека министерот фаворизира одредени криминални групи и дозволува по скратена постапка дел од тие групи да добиваат дозвола за оружје. Кој би бил вашиот коментар? Па едноставно дека такви глупости кои што се изнесуваат во јавноста не соодветствуваат со никаква реалност. Вие не можете во исто време да имате борба против криминални структури и да заштитувате некого. И за припадниците на македонската полиција воопшто не е важно кој на која криминална група припаѓа. Така да знам јас за средби кои што биле одржани со највисоките представници на опозицијата со дел од овие криминални структури, веројатно мислејќи дека на тој начин ќе може да се помогне во некој друг аспект. И тие активности апсолутно не смеат да бидат во насока да се даде политичка поддршка на било кој криминалец во државата. Така да најголемиот дел од тие криминални структури од групите кои што се посочуваат се наоѓаат на издржување на казна затвор. И тоа се информации кои што се достапни, информации кои што можат секогаш да бидат споделени. Меѓутоа, сите други криминални структури кои што се занимаваа со рекет, со закани, со уцени и така натаму, интензивно продолжува борбата против секој еден од нив и тоа ќе продолжи понатаму. Токму тие криминални структури и нивните пресметки меѓусебни и убиства прават граѓаните да се чувствуваат несигурно и небезбедно. Имавме неодамна таков случај во еден угостителски објект. Докаде е истрагата за случајот со убиствата во Шишабар? Имаме сериозен напредок во делот на ова истрага. Веќе обезбедивме еден добар дел од аргументи, факти и докази кои што одат во прилог на оваа истрага. Сигурно дека тоа се пресметки, мотивите се пресметките помеѓу криминалните групи или внатре во криминалната група, и тоа на крајот истрагата ќе го докаже и ќе го покаже. Министре, едно прашање кое што верувам дека ги интересира многу граѓани, а се однесува на промената на регистарските таблички, кое што на автомобилите со нова ознака НМК според договорот, Преспанскиот договор. Некои наши пресметки кажуваат дека тоа ќе ги чини граѓаните околу 11 милиони евра. Зошто немаше ли начин таа обврска поинако да се спроведе, особено сега во период на економска, енергетска криза и така натаму, да не падне на товар на граѓаните, промената на табличките, да се направи например со налепници кои што би се ставиле врз постоечките таблички? Имаме ние формирано веќе работна група во Министерството за внатрешни работи кој што работи токму на овој аспект. Бидејќи разговаравме со министерот за транспорт и врски, имаме комуникација преку Министерството за транспорт и врски со Макам Транс, заради тоа што промената подразбира и промена во делот на документацијата на дозволите и така натаму. И за мене секако е најважно што може да се помогне за граѓаните, за сите. Знаеме дека врската е до наредната година да бидат променени табличките, како што прочеме и со документите. И ние мислам дека за многу кратко време ќе имаме
решение кое што би било поволно за граѓаните во делот на промената на регистарските таблички. Јас така барем се надевам и очекувам, со тоа што од друга страна ќе мора да се стават и норми на строги казни за сите оние кои што нема да го почитуваат тоа како решение. Значи, мора да направиме една комбинација која што ќе биде од интерес на граѓаните, меѓутоа и да имаме и сериозна одговорност во тоа. Така да значи граѓаните да не брзаат со промена на табличките. Така да и налепниците се една од опциите, меѓутоа која ќе се донесе одлуката и решението ќе ги соопштиме на граѓаните. Секако дека на нас ни е најважно да бидат задоволни граѓаните. Министре, Стејт департментот неодамна пред неколку дена објави извештај за човековите права, редовен годишен извештај, во кој што не за прв пат се констатираат лошите услови во македонските затвори. Тоа е тема која што е зборувана и во однос на третманот кој што го добиваат затворениците, и во однос на пренатрупаност на одредени затворски оделенија и корумпиран персонал во затворите. Како ги коментирате овие забелешки? Предпоставувам не е нешто што прв пат го слушате, меѓутоа како би ги искоментирале? Тоа е реален приказ на состојбите кои што ги имаме и приказ од кој што ние ќе мораме да тргнуваме при промена на состојбите. Ако погледнеме низ извештајот, вие добро ги детектиравте работите дека се однесува пред се на затворскиот систем. Вие се сеќавате за неодамнешната акција која што имавме и во затворот Идризово, во делот на криминал и корупција, при што имавме уапсено неколку лица и тие веќе се изведени пред лицето на правдата. Исто така откривме друга криминална активност во затворот Идризово, преку копањето на тие тунели и така натаму. Сето тоа покажува дека тој систем мора и да зајакнува се повеќе и повеќе. Министерството за внатрешни работи е тука и ќе пружи помош во рамките на своите надлежности и ингеренции кои што ги имаме. И за крај ве прашувам, не како министер, како господина Спасовски, имате ли политички амбиции да бидете председателски кандидат на следните избори? Ја нема да бидам во политиката ако немам политички амбиции и сум долго време тука. Меѓутоа, политичките амбиции на еден политичар не значат амбиции за лични цели и за остварување. Моите политички амбиции се да ги оствариме целите на државата. Исто како премиер кога бев дел од потпишувањето на протоколот за членството во НАТО или подигањето на македонското знаме пред НАТО, следната цел за која што силно посакуваме токму членството во Европската Унија, да бидеме дел од големото европско семејство, да дадеме сериозна шанса на младите луѓе, тие кои што ќе бидат тука и кои што ќе градат Република Северна Македонија. Така да, ова се моите цели. За личните цели мислам дека ниту е време, ниту има простор сега да разговараме, заради тоа што државата и граѓаните се пред се. Мудро го избегнавте одговорот, но ќе видиме, има време, ќе почекаме и ќе видиме. Ви благодарам, министра Спасовски, што бевте дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа. Благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Довидување.